Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Средба со криминалци нема да има. СДСМ останува со граѓаните на вистинската страна. Сите што денеска ќе одат на средба со Мицковски за укинување на техничката влада, остануваат соучесници во легитимирање на криминалот и корупцијата, во анти-ЕУ кампањата за изолација на земјата, во планот за предвремени избори и мигранти за пари. Тендер коалицијата ДПМН знам не сака диалог, туку алиби за распишување на предвремени избори кои веќе им се договорени. Не сакаат реформи за ЕУ, туку покритие за намерна изолација на земјата. Им се брза, им ја откривме корупцијата, им ги разоткривме плановите за мигранти, во буџетот нема пари. Сакаат да ја укинат техничката влада, затоа што не сакаат опозицијата да влезе во министерствата, да се види што се правеле со трошење на парите на граѓаните на Македонија. Антикорупцијскиот тим на СДСМ изнесе само дел од работите и скандалите. Можете да замислите што се случувало таму. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата во министерствата. Тоа е главниот проблем. Во скандалот со ИПАРД 3 видовте, има и уапсен директор од ДПМН заради корупција и злоупотреба на европски пари. Можете да замислите што се случувало во Министерството за земјоделие. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата во министерството. Затоа и не сакаат техничка влада. Злоупотребата на полицијата после нејзина целосна партизација е уште еден инструмент за притисок, сила, закани и уцени, но и за заштита на криминалците. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата да влезе. Покрај оние 161 тендер за една фирма, 51 тендер за друга фирма, 9 милиони евра за трета, 1,2 милиони евра тендери во пошта, можете само да замислите што се прават. Не сакаат да има техничка влада за опозицијата да не влезе и да не види што се правеле. Во буџетот нема пари. Недостасува 1 милијарда. Дупките власта ги пополнува со постојано трупање на нови долгови. Се е веќе јасно. Техничката влада мора да остане. Таа е единствената шанса, единствениот обид за некакви минимални услови за фер избори. Актуелната власт на тендер коалицијата ДПМН знам ги злоупотребува институциите и државните ресурси за партиски и криминални цели. Воспоставена е целосна контрола на обвинителството, се врши притисок врз судскиот совет, се носат измени на кривичниот закон за спас на актуелни функционери, се партизира и се злоупотребува полицијата. Се носат резолуции со кои практично се укинува слободата на говор на опозицијата. Се злоупотребуваат пари во земјоделието, а масовниот надзор со над 65.000 камери нема контролни механизми, ниту заштита од злоупотреби. Почитувани, заклучокот е едноставен. Не се созреани услови во општеството за укинување на техничката влада поради криминалната власт. Опозицијата мора да влезе во техничката влада и да се обиде да обезбеди барем малку услови за фер избори. СДСМ ќе ги искористи сите демократски механизми да го заштити изборниот процес и слободната волја на граѓаните. Техничката влада мора да остане. Ако ја укинат техничката влада, ќе убијат и онаа малку шанса што постои за фер избори. Тоа нема да им го дозволиме. Заедно ќе вратиме власта во рацете на граѓаните. Ви благодарам.